Денеска објавив на мојот Facebook профил дека имаме нова инвестиција, американската мултинационална корпорација која што се наоѓа во првите 500 компании според Fortune, значи Fortune 500. Една од најголемите и најмокни компании на светот, Amphenol, која што веќе во Кочани има 2 brownfield инвестиции. Не информираше дека ќе отвори трета компанија и овој пат таа ќе биде изградена како Greenfield. Значи претходните 2 се Brownfield, што значи се сместија во некои постоечки испразнети погони кои што не се користеа, додека за третата ќе одат на градење на нова фабрика, нов капацитет, нова хала. Исто така во Кочани, во која што до крајот на годината ќе ја изградат и ќе вработат 550 лица и заедно со досега вработените ќе имаат до крајот на оваа година вкупно 1300 вработени лица. Односно 1300 кои што во минатото беа невработени, сега стануваат вработени. Вклучувајќи ги овие 550 кои што пред почетокот на зимата, значи ова лето и ова есен ќе бидат вработени. Мене ми представува особено задоволство што ова е трета инвестиција на овој гигант, еден од оние кои што се во првите 500 во светот, кој што трет пат поред се одлучува да инвестира токму во Република Македонија, во Источна Македонија, во Кочани и ќе допринесе за понатамошно намалување на невработеноста. Имено, невработеноста во Кочани е преполовена во однос на 2006 година, во буквална смисла. Во 2006 година во Кочани беа регистрирани 11.200 невработени. Денеска во Кочани се регистрирани само 5.600, значи половина од невработеноста во Кочани е намалена. Не само заради Amphenol, туку заради сите оние кои што отворија своји нови погони, нови компании, нови фабрики или пак ги проширија постоечките и вработија нови луѓе. Овие нови 550 ќе бидат и од Кочани и од околните населени места. Зрновци, Чешиново, Виница и други населени места од каде што Amphenol ќе прибира нови невработени кои што ќе ги вработи. Тоа ќе бидат 550 невработени лица кои што во овој момент седат дома и немаат работа. Тоа се 550 семејства кои што ќе бидат згрижени, кои што ќе добијат парче леп, кои што ќе добијат човек во фамилијата кој што ќе заработува, кои што ќе добијат подобра иднина, подобар квалитет на живот, повеќе среќа во семејството. И тоа многу ни исполнува затоа што тоа е долгогодишен напор на мене и на мојот тим да воспоставиме таква бизнис клима, да воспоставиме такви услови за правење бизнис, кои што ќе ги привлечат најмокните, најголемите компании од целиот свет, од целата земјана топка, да ја одберат токму Република Македонија како место за инвестирање. Заради тие причини направивме многу чекори, многу мерки, многу реформи кои што еве даваат резултати.